Карневалските празнувања во Струмица продолжуваат и понатаму. Граѓаните и организациониот одбор се подготвени за утрешниот детски карневал, кој традиционално се одржува секоја година по повод празникот Прочка. Голем број дечиња ќе бидат маскирани во своите костими со ликови од бајките, а детската парада предвидено е да се одржи на градскиот плоштад. Во понеделник, пак на 27 февруари, по повод чист понеделник, ќе биде традиционалното варење Белграв, а истиот ден ќе бидат објавени и резултатите за најуспешните маски од Интернационалната карневалска вечер. Во недела е традиционалниот детски карневал по повод Прочка, а додека трите дена на познатите струмички тримери за кои што и се одржува струмичкиот карневал се резервирани за традиционалните содржини. Во понеделникот е пресконференцијата на која што ќе се соопштат резултатите за најдобрите маски. Исто така тука е отварањето на изложбата и доделување на наградите за најдобри карикатура и афоризам, за кои што е од годинава може да кажеме Струмичкиот карневал покрај дипломата за најдобра карикатура од годинава ќе доделува и награда за најдобар афоризам. Во вторникот, денот на традиционалниот струмички карневал, е доделување на наградите со идеја да го одбележиме денот на традиционалниот струмички карневал. Маските при подигањето на наградите треба да дојдат маскирани, а уште повеќе да потенцираме таа поврзаност на вторникот со струмичкиот карневал. После доделувањето на наградите ќе за годинава за прв пат предвидуваме едно карневалско дружење исклучиво за учесниците на карневалот под маски, значи еден забава под маски, која засега е планирано да се одржи во дискотека Платино. Вечерва е главната карневалска вечер на која се очекуваат околу 35 карневалски групи од земјава и странство, а за прв пат ќе гостуваат и карневалски групи од Москва. Карневалските празнувања ќе завршат во среда на 1 март со одбележување на тримерските обичаи.